Со намалување на прагот на репрезентативност на синдикатите ќе се овозможи по-конструктивен диалог во рамки на економско-социјалниот совет, затоа што ќе може да учествува повеќе од еден синдикат. Дел од синдикатите се надеваа дека предлог измените на Законот за работни односи, кои што се во собраниска процедура, ќе бидат изгласани во текот на следната недела и веднаш после тоа ќе се формира економско-социјалниот совет и ќе продолжи диалогот. Важно е што поскоро да седнат на иста маса работодавачите, владата и синдикатите за да продолжи дебатата за минималната плата, но и за останатите клучни теми како договорите на работниците, особено за оние кои што се на времено вработување. Еден синдикат со 10%, со 70, со 60, со 70.000 да ги представува останатите 600 и повеќе илјади вработени, и затоа мислам овој потек владата што го направи е добар и чекаме овие измени да поминат во собрание, се надевам во текот на неделата ќе поминат и по автоматизам тогаш ќе се види кои синдикати се репрезентативни и се надевам во најскоро време ќе имаме социјално-економски совет, да не кажам ако се донеси законот следната недела, другата недела веќе би требало. Предлогот за намалување на репрезентативноста е резултат од разговорот помеѓу владата и синдикатите со цел потранспарентна дебата, посочи премиерот Христијан Мицкоски, посочувајќи дека не станува збор за никаква политичка игра, како што обвинува опозицијата за време на собраниската дебата. Обвинувањата во собрание од опозицијата се дека владата со намалување на прагот на репрезентативност од 10 на 5% сака да вклучи партиски синдикати во рамки на диалогот, не се логични затоа што многу е подобро кога повеќе синдикати се борат за правата на работниците отколку само еден синдикат, сметаат од КСОМ. Да оставиме да се формира социјално-економскиот совет, да видиме кој како ќе дискутира на тука не може нешто да бранеме ако не е забранење, ме разбирате. Тога да се погледнеме сите во очи, сите заеднички. Јас тврдам дека ако има повеќе синдикати, подобар ќе биде социјалниот диалог и многу повеќе ќе биде во корист за работниците. Праксата наназад се покажа, еден синдикат 30 години, видовте до кој степен сме доведени. Инаку во пресрет на формирањето на економско-социјалниот совет, синдикатот склучи меѓународен договор за соработка со братски синдикат од Србија, од каде ќе црпи искуства за преговорите кои ќе следат и во однос на минималната плата и колективните договори со владата и работодавачите. Надевам се дека ова сарадња да буде. Се надеваме дека оваа соработка ќе биде долгорочна и заедно дека ќе работиме на подобрување на синдикалните односи помеѓу Република Македонија и Република Србија и ќе направиме се за да помогнеме на Конфедерацијата во Македонија, бидејќи соработуваме со останати меѓународни синдикати. Инаку досега репрезентативен синдикат беше ССМ. Репрезентативноста истече во декември, а последната седница на економско-социјалниот совет се одржа во февруари.